Факт е дека од многу страни, речиси од сите страни од кои што зависи напредокот на земјава кон ЕУ, договорот од Преспа се нагласува како големо постигнување за земјава, значајно постигнување за земјава и дури еве и канцеларката Меркел, со чија партија сте сестрински партии, дел сте од една иста групација ИПП на ниво на Европската унија, во својата последна изјава вчера со хрватскиот премиер Пленковиќ вели Македонија направи неверојатен чекор напред, скок и при тоа повторно го споменува договорот од Преспа. Можеме тука само да се согласиме дека не се согласуваме. И тоа е природно во една демократија, природно е помеѓу две сестрински партии. Повторно ќе кажам, по мене договор кој што удира на моето право на самоопределување, да промена на уставното име на мојата земја, не е прогресивен и не води напред. Негативните импликации тука сум цврсто убеден ќе ги чувствуваме во годините што доаѓаат, но кога се однесува на европскиот пат, задачата која што ние имаме е да создадеме трансформативни промени во нашето општество. Трансформативните промени се реформи во правосудството, реформи во администрацијата, подобрување на економските текови, здравствени реформи, подобрување на степенот на инвестиции во капитални проекти. Така да тоа е тоа што треба да го разговараме. Тука беше примарниот фокус и на комесарот Вархејли во неговата посета. Тој кажа дека има големи предизвици кои што престојат пред нашата земја, но тој како комесар, нов комесар кој што го превзема сега овој ресор, ќе има за цел да и помогне на нашата земја од процесот на отпочнување на преговори што побрзо да чекори кон полноправно членство во Европската унија и тоа за нас е доста стимулирачки. Не спорно е дека процесот на преговори треба да биде процес на трансформација на земјата кон вистинска функционална демократија, кон вистинско пазарна економија. Да, не сме сигурно, но според оценките на Европската комисија земјата е на доволно ниво подготвена за да ги почне преговорите за членство. Друга ми е поентата на масата која што решава за следните чекори седат и Бугарија и Грција со право на вето. Вие ако бидете во позиција да формирате влада по изборите на 12 април, може да ми кажете, сигурно ќе формираме владата, дали со ваквите ставови практично најавувате дека земјата треба да очекува дека ќе биде повторно блокирана на тој пат? Кој ќе формира владата? Јас сум цврсто уверен дека ВМРО ДПМН ќе формира владата, но одговорот на тоа ќе дадат граѓани. Тие на крајот на денот се најмудри и ќе препознаат опција која што ќе може да движи земјата напред. Јас мислам дека има начини на кои што може да се води добрососедска политика, базирана на вредносен систем, како што кажав, кој што гледа напред, кој што гледа кон развој, а не кон отварање на по мене дополнителни проблеми, а паралелно со тоа и повреда на националните чувства на граѓаните кои што живеат во оваа земја. Така да граѓаните треба да бидат спокојни и да знаат дека надворешната политика на ВМРО ДПМН ќе биде фокусирана на решавањето на стратешките цели поврзани со евроатлантската интеграција и ќе работи силно не само со своите соседи, туку со севкупната глобална заедница за да донесе напредок во нашата земја. Тоа значи и на спроведување понатамошно на двата договори со Грција и со Бугарија, бидејќи пораките се такви и комесарот е Вархеј на кој што се повикуваме во овој наш разговор денеска, тоа го вели. Клучно останува на тамошното спроведување на двата договора, и со Грција и со Бугарија. Јас мислам дека пораката на комесарот Вархејли не беше примерно насочена кон тоа. Неговата порака беше примерно насочена кон внатрешните реформи кои што треба да ги спроведеме во нашата земја.